Расте бројот на верници кои што постат пред Божик. Во последно време, посебно пред големите пости, верниците се повеќе се советуваат како да постат и какви се значењето и целта на постот. Според свештениците, младите го издржуваат целиот пост, за разлика од повозрастните верници кои обично го избегнуваат постот, односно постат само првата и последната недела и потоа сакаат да се причестат. Затоа свештениците со апел да се пости според правилото на црквата, а не да се третира како диета, оти може да ја наруши вистинската смисла на бождикното празнување. Освен во храната, верниците треба да се воздржуваат од лоши мисли, односно важен е и духовниот пост, велат свештениците. Според типикот пропишан од православната црква, овие пости се постат на следниот начин: понеделник, среда и петок е строг пост, односно не се употребува масло. Вторник и четврток е благословена употреба на масло и вино, додека сабота и недела и на поголемите празници, како Свети Никола, воведување на Пресвета Богородица Пречиста е благословено, нели, употреба и на риба. Оно што низ годините го кажуваме, а некако луѓето не сакаат да го сватат здраво за готово онака како што е, нели, правилно во врска со постот. Постот не треба да биде само телесен, односно да биде воздржување од храна, туку постот пред се треба да биде духовен. Телесниот пост е востановен како еден вид послушање, еден вид воздржување и како еден помошен елемент за издржување на оној така наречен духовен пост. Значи, повеќе внимание да обрнат на молитвата, на добрите дела, на познавањето на себе си. Значи, постот треба да биде крунисан со светата тајна исповед, нели, за достојно да се причестиме и да го прославим Бога. Човечката душа, додава ѓакон Арсовски, ослободена од лоши мисли и дела, овозможува поголема љубов кон своите блиски. Важна е и исповедта пред духовен отец, но и вистинско покаяние.